Игри со исплата на К15 и преку време на работа. Представникот на Државниот инспекторат може да го прашувате и вие од 19:15 часот вечерва во отворено Студио 1. Има ли контрола врз вакцините? Гостин во Дневникот министерот за здравство Венко Филипче. Дали има време да се фати јунскиот воз за старт на преговорите со Европската Унија? Што се случува со реформската агенда? Гостин во студио во 22 часот вице-премиерот Бујар Османи. Во отворено Студио 1 го следиме процесот на гласање доверба на владата на Грција, вклучување на известувачот од Атина. Бидете со нас. Спектакуларното Рели Дакар секојдневно на нашата програма. Возбудувањата од Перу, битката за шампионската титула во сите категории, за предизвиците, проблемите и за желбите на возачите. Следете Дакар 2019 секој ден по вечерните вести на 1 ТВ. Во ексклузив ќе гледате кој ги објави експлицитните фотографии, дали ова е маркетиншки трик и како ќе се одрази на незината кариера. Ексклузивно интервју со Лилјана Станишич, новинарката која ја откри аферата на Јелена Карлеуша. Ви откриваме македонката која беше фатена во раните утрински часови во Истанбул со сопругот на Карлеуша Душко Тошич. Ова е Дарко Тодоровски, момчето на кој му се смешка светска кариера и момчето кое му пее на најмоќниот човек во светот Владимир Путин. Гледајте ексклузив денеска, 18:15 часот на 1 ТВ. Колку како општество сме толерантни кон лицата со попреченост, со посебни потреби. Колку е потребно подигнување на јавната свест во овој однос. Ова се дел од прашањата кои што ќе се обидеме да ги продискутираме и да ги одговориме, а бога ми има и за што да се дискутира во еден конкретен случај во овој дел од отвореното Студио 1. По тој повод гости мои во отвореното студио се Ирена Николовска Ристановска, мајка на дете со аутизам која што ни доаѓа од Битола и ќе ни ја раскаже својата приказна, конкретно со какви проблеми се соочува во зградата во која што живе. Најпрво добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и вам. И секако тука се од Сдруженијето на млади правници Гоце Коцевски и Јасна Оровчанец Арангелови, со кои што малце ќе продискутираме во однос на правничкиот, правниот дел и секако делот законските норми и како еве би можело некои совети до јунија граѓани кои што реално имаат некои слични проблеми да се справуваат. Најпрво ќе започнеме, како што реков, со Ирена и нејзината приказна. Мајка сте на 7-годишниот Лука, кој, како што кажав, има аутизам и сега моментално се соочувате со нетолерантен сосед, ако можам така да кажам, и бевте мета на вознемирување. Меѓутоа, ајде да слушнеме најпрво од вас. Така, јас сум Ирина, мајка на Лука, дете со аутистичен спектар нарушување и мајка на Јована, дете со типичен развој. Значи, во овој стан каде што сме сега, сме сместени 2 месеци. Некако сакав да бидеме во таа зграда, бидејќи соседите се такви какви што се прекрасни сите во целост. Значи, живеевме на први спрат под кирија, значи бевме претходно и сега сме само месец и пол или 2. Не знаевме дека под нас има сосед, значи така не беше кажано, станот е празен и јас бев среќна, нема никому да пречиме, супер. Меѓутоа последниве 3 дена, поточно на 12-ти, овој месец, значи пред 3 дена, не зазвона некој на звонче, малку агресивен, меѓутоа успеавме да се разбериме, помина тоа лесно, ми пречи детето, ми пречи тропањето, му ветив дека ќе се обидиме да го смириме во ред. На 13-ти ние бевме отсутни со сопругот, истото се случило. Мајка ми ги чуваше нашите деца и татко ми, исто и тие некако успеале. Веројатно тоа бил братот на господинот кој на 14-ти беше
беше страшно да се раскажува. И кога се вративме ни каже мајка, меѓутоа јас мислев дека не е толку страшно, добро помина. Меѓутоа на 14 точно во 21 часот, значи јас и мојата ќерка седиме на кревет, сопругот вареше кафе и Лука си игра со воз. Значи Лука е дете со аутистичен спектар и е реално похиперактивен, меѓутоа во тој момент баш беше смирен, си игра со воз и се врти она во круг и го гледам супер, една мирна вечер си имаме. Меѓутоа во моментот некој звони на звонче и она упорно звонење, нервозно и тропање. Значи ние сите во паника и сите четворица излегуваме на врата. Значи јас кога би знаела дека е тоа некој сосед, сигурно нив ќе ги повлечев да не видат тоа што не очекував. Така. Значи тоа беше страшно. Толку многу викаше, не се ни сеќавам на некои зборови. Значи викаше, се сеќавам и тоа најмногу како мајка ме заболи, ако не вие, јас ќе го сместам во институција. Значи тој знае за Лука, пошто ние му имаме кажам на сите соседи за да знаат што е тоа. Значи му објаснуваме што е аутизам, дека ние не одбравме да биде така. Значи сите соседи го имаа прифатено, меѓутоа и дури јас сум збунета, значи вика, јас ќе го сместам, да знаете имам пиштол, сите четворица ќе го убијам и значи јас во тој момент ги гледам децави и сватив дека Јована разбира, значи суштински го разбира секој збор, меѓутоа е Лука, значи иако е дете со аутизам, точно знае. Ако не суштински и дословно да ја разбере реченицата, тој сигурно апсолутно допрело. Така, бескрено многу допре, значи на Јовани се тресеа речината и во тој момент на некој начин како мајка искрено ме фати лутина, реков морам да снимам бар малку. Значи се сетив да снимам дел. Да, тука предлагам, иако е можеби малку вознемирувачко, меѓутоа сепак снимка е приватна од Ирена, која што фатила, како што кажа, мал дел од таа ситуација со вознемирувањето на соседот, па ајде да погледнеме еден дел од видеото. 24 сати тука не се трпи! Не се трпи од вас! Не се тупе! Да знаете! Видни полиција! По снимавка че се заканува 4 животи ке летат и вели. Мене јаре. Ајде да отвори. Да не вишни скрупос! Не само. Затвори вратата. Ти си крив за радата кога се јавам, што му отвараш и што дозволуваш децата да цваа. Сега ти ќе видиш убаво. И ти. Така, еве, да, навистина вознемирувачки, Ирина, како што кажавте, споменавте дека досега не се случувало да имате вакви слични проблеми. Пријавивте во полиција? Така. Истата вечер пријави во полиција, стигнаа по пола час. Веднаш, мислам, се гледаше дека не разбра, јас легоа кај нив, меѓутоа не му отворија. Таа вечер не дознав дали му отворија или не, меѓутоа другиот ден се јави во полиција да си го побарам извештајот што ми следува да го имам, значи записникот, за да се знае дека сум го пријавила. Од полиција ми кажеа да отидам таму, отиде сопругот, тоа на 13-ти, и веќе денеска пред да стигнам во Скопје и јас бев во полиција и од мене баре изјава, и сега веројатно случајот ќе оди до обвинителство затоа што не му отварале на врата. Значи на полицијата, замислете, соседите не му отварат на врата, а полицијата моментално не може насилно да му влези, значи. Друго што малку дополнително ме вознемири, неважно кој од полиција, не смеам да откривам, и уште еден сосед се пожалил и тој сака на некој начин Лука да биде сместен во институција. И тоа малку ме боли што општеството навистина не знае што е аутизам и не знаеме кој ќе биде следниот што ќе го погоди, така? Значи ако не моје дете, не дај Бог, значи јас не би посакала на никој, меѓутоа емпатијата во ова општество за жал ја нема. Да, ќе го продискутираме малку подолу во разговорот на оваа тема. Гоце, колку има вакви случаи кои што и се бавите вие и е познат не конкретно можеби слични во овој однос? Еве, од правен аспект. За жал многу повеќе од оно што како јавност го добиваме. Во нашите канцеларија си имаме соочувано со неидентични, меѓутоа со многу слични вознемирувања на семејства кои што имаат деца со нетипичен развој, така да за жал можам да кажам дека ова не е изолиран случај, туку е дел и е последица на предрасудите кои што постојат во нашето општество, особено спрема лицата со попреченост. И безбројните кампањи, без разлика на тоа што сепак нешто се менува во последните неколку години, сепак има уште многу за работа. Меѓутоа, овој случај
посебен и е специфичен затоа што и би го издвоил за разлика од останатите коментари, зборувања на кои што ги имаат семејствата со деца со попречена, затоа што овој случај имаме закана. Значи, тоа го отскокнува и го прави многу по-сериозен, затоа што во голема мера ги вознемирува. Значи, покрај споменувањето на институции и на дека господинот ќе зеде правдата во своји раце, тој се заканува и физички дека ќе ги ликвидира. Не навлегувам во основаноста и во очигледност, во колку сериозно му е намерата, мислам тоа воопшто не е. Меѓутоа, со тоа тој прави кривично дело. И тука би сакал на почетокот да го спомнам, е многу важно. Значи, кривичното дело кое што го видовме овде е загрозување на сигурноста и е казнено со казна затвор до 6 месеци. Меѓутоа, за да се поведе тоа се поведува со приватна тужба. Значи, тука обвинителството нема надлежност и тука останува на семејството доколку оцени дека е потребно да поведе кривична постапка со поднесување на приватна кривична тужба. Тоа е добро да се слушне кои се правните механизми. Да, значи тоа е, меѓутоа тука со самиот факт кога се поднесува приватна кривична тужба, товарот на докажувањето е на тужителот, на приватниот тужител и тука е делот на обезбедување на докази и затоа е важно полицискиот извештај да ги содржи се она што реално се има случено, вклучувајќи ги и заканите дадени кои што се суштински елемент на ова кривично дело. Така да тоа е тоа што го истакнува и што го одвојува овој случај сериозноста и зашто е важно да има правна разрешница на овој случај за во иднина не така лесно да се случуваат вакви работи. Втората работа која што исто така постои како можност, а тоа веќе се однесува на делот на дискриминација за кој што ќе разговараме, меѓутоа би сакал да го истакнам, а кој што стои како можност е да се поведе постапка за дискриминација, затоа што ова што го видовме ние е вознемирување. Вознемирување заради определен основ. Основот е здравствената состојба на детето и постои законска можност за поведување на таква постапка. За жал, мислам, не би навлегувал попрецизно, судската пракса се уште ни е во зародиш на ова, меѓутоа единствено со утврдување на одговорност, независно дали е кривична или граѓанска, ние можеме на долг рок да го промениме однесувањето на одредени индивидуи, особено во контекст на вакви случаи. Да, јасно, еве и вие како здружение си како индивидуално постојано партиципирате, односно нели се обидувате на што подобар можен начин да се истретираат нели одредени, да има некакви судски разрешници, меѓутоа она што е важно спомена и Гоце околу дискриминацијата, што е можеби повеќе ваша спецификација. Исто така бевте дел од работната група која што пак го подготвуваш за новите законски измени за дискриминација. Што е основот во овој случај? Во овој случај согласно важечкиот закон, мислам дека во тој дел нема да има некои особени измени, е вознемирување, каде што постои основ, а тоа е основот попреченост. Значи, здравствената состојба, која законот ја дефинира конкретно како основ попреченост, е вознемирување. Значи, лицето се однесува така, бидејќи нема толеранција кон лица со попреченост. Значи, нема толеранција кај конкретното лице, комшијата, на господјата, не постои толеранција кон различност во овој дел. И тука би можело да се утврди дискриминација, тоа е граѓанска постапка, или можат да се обратат пред да поведат судска постапка до Комисијата за заштита од дискриминација. Независно комисијата што би одлучила, судот, доколку се одлучат на постапка, ќе одлучува по свое слободно судиско уверување. Спомена и Гоце, вакви случаи има многу, како што рече, не идентични, меѓутоа слични. Колку од нив имаат никаква судска разрешница? Еве, не мора точно на број, меѓутоа генерално... Ние како здружение имаме поддржано над 60 постапки за заштита од дискриминација. Сигурно имаме успех во околу 20, јас не би шпекулирала сега со прецизни бројки.
По основ на попреченост имаме добиено 2 постапки. Едната заврши со спогодба, тоа е со општина Кавадарци, која овозможи пристап на лицето со попреченост до куќата, која немаше воопшто никаков пристап. Излезе на социјалните мрежи, така и дознавме за случајот. А другиот случај во Делчево, каде што се утврди дискриминација и потоа општината изгради тротоар и рабник пред куќата на лицето кое беше малолетно и не можеше да излезе без помош од куќата поради страв и ред други причини и немање пристапност, односно директно излегување на улица. Тоа се двата позитивни примери во областа на заштита од дискриминација по основ на попреченост. Меѓутоа, лицата со попреченост конкретно се една од најнезаштитените групи во Република Македонија, најдискриминираните групи во однос на пристап до добра и услуги, во однос на пристап до работа и претпоставам на сите ние колку толку што сме се соочиле, дали во контакт, дали лично, ни е јасно за што станува збор. Така, чисто во студиово сме третирале вакви теми и за жал нема крај. Ирена, споменавте, додека разговаравте, односно додека го презентиравте вашиот случај ми помина низ глава. Вие долго време живеете во таа зграда или само менувавте станови? Сменивме спрат, значи купивме сопствен. Вие од сам старат откако сте го оформила семејството си живеете тамо? Така? Не, јас сум од Прилеп, сопругот од Демирхисар, самата состојба на Лука не натера да се преселиме во Битола, бидејќи логопед, дефектолог, значи сите тие работи. Иако сум психолог, јас него сум само мајка. Значи тој му треба и психолог, друг освен мене. Бевме добро прифатени, можеби дека бевме на први, никому не пречевме, немаше под нас никој, над нас никој. И она, знаете, децата со аутизам некако и не трпат многу промени, па и баш заради тоа истата зграда, истите соседи да не биде травматично, меѓутоа кога би знаела дека ќе биде вака, сигурно не би била таму. Меѓутоа сега тоа сакам да кажам, би одела до крај со овој случај. Значи сметам дека Лука и сите деца како Лука имаат права, како и сите што имаме права, значи сите права ги заслужува да има благосостојба, да има мир и искрено ќе одам до крај во консултација со вас и со сите и мислам дека еден ден совеста кај сите наши граѓани малку ќе се подразбуди, ќе станеме посвесни, поемпатични, посебно за децата и за младите со посебни потреби и потешкоти. Да, она што е главно прашање како до борбата, односно што го начнав и на почетокот, подигнување на таа јавна свест. Вие споменавте дека сте и психолог и можеби од малку поинаков агол го гледате сето тоа. Но јас на кога ги споменавме законските измени нели околу заштита од дискриминација, ајде малку околу тоа. Да, се работна група се создадоа, меѓутоа заглавија во законодавниот дом чина. Законот, новиот предлог закон за спречување заштита од дискриминација е заглавен во законодавниот дом од месец мај, ми се чини или јуни 2018 година. Новиот закон е едно особено подобрување во областа за заштита од дискриминација и има измени кои се за доброто на сите и за доброто на општеството, во кои се пратени сите препораки на меѓународни организации. И главните измени се однесуваат на работата на комисијата и професионализацијата на комисијата за заштита од дискриминација, каде што се утврдени повеќе обврски за комисионерите. Комисионерите се лица кои не можат да вршат, според новиот закон, не би можат да вршат друга функција, туку тоа би им било полно работно време. Би биле лица кои би имале искуство 7 години, работно искуство во област на заштита на човековите права и 5 години искуство во област на заштита од дискриминација, за разлика од лицата кои работат во моментот во комисијата и кои треба да имаат единствено само 5 години работно искуство. Знаете, за работите на заштита од дискриминација треба да имате и определен сензибилитет и искуство во работата. Има и други измени, се воведуваат нови основи, тоа е родовиот идентитет и сексуалната ориентација. Како основ за заштита од дискриминација има и редефинирање на определени други основи и други измени. Меѓутоа, сметам дека најмногу проблемот што овој закон е се уште во собраниска процедура е поради тоа што со овој закон и донесувањето на новиот закон, мандатот на сегашната комисија ќе престане.
Јас таму ја гледам причината, не знам, можеби некој може да ме побие. Се зборуваше за родовиот идентитет и за сексуалната ориентација. Мојата перцепција е дека тоа е само изговор. Поради кој некој сака да се оправда зошто еден закон стои толку долго во собраниска процедура, инаку на законот е работено 2 години, вградени се сите препораки, оние препораки кои не се вградени, за нив постои многу добро образложение, така што јас не гледам причина овој закон толку време да... Да, и сигурно ќе биде еден од начините токму за да се спречи дел од ова што сега моментално го разговараме во студиото. Во конкретниот случај ќе имаме и многу проактивна комисија, доколку значи би се намалил бројот на судски постапки, односно веднаш иницирање на судски постапки, бидејќи најефективниот механизам во моментот во Република Македонија за заштита од дискриминација се судовите. Веќе граѓаните со текот на годините изгубија некако доверба во Комисијата за заштита од дискриминација и бројот на представки е намален. Тоа е тоа што би имала сега да кажам, сака да додадам. Не, многу е лоша пораката која што се испраќа со одолговлекувањето на процесот на донесување на овој закон, затоа што многу труд и напор е вложено во изработката на овој закон и можем да кажам дека ова е пример како треба да се работи било кој друг закон во еднина. Партиципативно, со вклученост на сите засегнати страни и врз основа на соодветни анализи и извештаи, применувајќи ги најмодерните стандарди во областа на антидискриминацијата. Меѓутоа, што имаме, поради најразлични причини за кои што сите ние шпекулираме, законот веќе 7-8 месеци е заглавен во собраниските лабиринти, во собраниските лабиринти покрај Министерството за труд и социјална политика како предлагач во име на владата на законот апелира и бара да се донесе, меѓутоа се уште немаме ништо тоа. Проблемот тука е и во однос на прифаќањето на различниот, затоа што дискриминацијата во суштина значи негирање на различноста. И сега можеби како изговор да се дава родовиот идентитет и сексуалната ориентација кои што мора да бидат дел, меѓутоа покрај тоа се сите други елементи. Така да затоа е важна проактивна и професионална комисија која што ќе работи и на едукација и на промоција и особено на сензитивизирање, затоа што тоа е тоа што недостасува. Ние се уште се соочуваме со случаи да лица кои што работат во државни институции користат епитети за одредени групи кои што не треба да ги користат или користат предрасуди, па тие така прават, тие се такви и слично. Значи тоа е нешто што не смее да се случува во 21 век и затоа една проактивна комисија може многу да работи на тоа. Вака моментално ние имаме еден вакуум простор во кој што од сите други приоритети кои што постојано ни влегуваат, едноставно овој закон и групите граѓани кои што треба да бидат заштитени со овој закон се ставаат некаде на маргините. Да. Ирина, еве како родител, како психолог нели на дете со аутизам, секако со попреченост, колку е твое видување искуство тешко во ова општество кај нас? Истовремено и благодет, искрено, пошто не го научив дека добро е да не се лажи, добро е само да се сака. Значи тој не знае да лажи, не знае да укради. Значи толку чиста душа има. Јас често знам да кажам толку мала, толку голема душа. Значи реално, иако е мој син, тој е мој учител. Значи за моралните вредности, за смислата на животот. Значи него да му се дадат пари, тој ги фрли, дека тој не знае дека тоа нема значење, туку тоа него не му е важно. Значи ситни работи знаат да го направат среќен. И има денови кога, знаете, леле, зашто мене ми се случи или често ќе лажам ако кажам дека немало такви денови, бидејќи Лука дете со комбинирани пречки, значи има проблеми со бубреже, оперирани од малечок, нашите излегувања беа болници и дом, значи многу трауми. Меѓутоа, сега па откако имаме Јована, таа е неговиот, не знам, најголем другар, значи таа често знае да го... Знаете, има моменти кога тој ќе се исклучи, ќе биде во неговиот свет, па таа ќе го сети, ајде Лука, дојди да играме, ќе го тргне за рака и така некако грешка и лага е голема кога ќе кажат децата со аутизам немаат емпатија или не знаат да изразат љубов, тој знае да гушка, знае да ја бакнува, има говор, значи неговиот аутизам е лесна форма, значи аутистичен спектар,
Аспергер синдром, значи оди во редовно училиште, добро е прифатен, има прекрасна... Да, тоа ми беше следното Така. прашање што не го фативме, значи си оди во... Да, во редовно училиште, има прекрасна наставничка, ја поздравувам во овој момент, има прекрасни родители кои, не знам, во тој дел сме среќни, значи одделението го сака бескрајно, Лука, родителите знаат за Лука, сите го имаат добро прифатено, сите го сакаат, секаде на роден ден и значаен, му се дава внимание, значи и така тој го чувствува тоа, во тој дел сме добри. Имавме дискриминација во делот со градинки, меѓутоа тоа помина, се изборивме некако, како што се изборивме. Сега моментално сме добри, освен овој случај кој се уште го чувствуваме, мислам дека неговите последици ќе траат уште долго, за жал. Да, со оглед на тоа што веќе морам да ја привршувам емисија, односно овој блок од отвореното студио 1, за жал има тука доста подготвени лица, особено Сдруженијето на млади правници, па и има што да се дискутира и со Ирина по овој повод, како и од социо-општествен аспект, како и од правен, но тоа е што е, секако еден ТВ останува на оваа страна, ќе продолжиме да третираме уште многу вакви теми. Почитувани, ви благодарам за вашето внимание. Вам на сите ви благодарам за вашето гостување и издвоеното време. Се надеваме дека што помалку вакви случаи ќе гледаме. Да, се надевам. И јас. Да, секако и ви посакувам многу среќа во понатамошната борба и да се надеваме, еве како еден генерален заклучок, дека за многу скоро ќе бидат можеби ставени на собраниска седница новиот предлог закон или законските измени за заштита од дискриминација, бидејќи тоа како е важна оваа тема. Ви посакувам убав остаток од денот. За кратко започнува забавниот дел на 1 ТВ, возење со Вучиќ. Поздрав од мене, се гледаме утре.